Македонија треба да биде општество на бројна, економски стабилна и одржлива средна класа. Успех и среќа има секогаш кога се воспоставува равнотежа, баланс помеѓу било какви процеси, појави, групи или слично. Кога во едно семејство има равнотежа, тогаш има и среќа. Кога во една група, фирма, во општеството има равнотежа, тогаш секако има и надеж за добра иднина. 22 години, почитувани пријатели, во Република Македонија се прави баланс, равнотежа во погрешен правец. Големите патриоти македонци и големите патриоти албанци цело време прават равнотежа на етнички основи. Притоа ја заборавија она поважната равнотежа. Равнотежата помеѓу класите во општеството, помеѓу социјалните класи, помеѓу граѓаните. Во семејството, равнотежата помеѓу фирмите, равнотежата во општеството. Денеска балансот, равнотежата помеѓу елитите и останатите воопшто не постои. Останатите се мнозинство, денеска и македонци, останатите се мнозинство и албанци, останатите се мнозинство и турци, срби, роми, власи. Наспроти таа елита, во која што има многу мало малцинство и македонци, и албанци, и роми, и срби, и турци, и власи, и останати. Таа равнотежа, почитувани пријатели, ние мора да ја воспоставиме. Таа е целта кон која што се стреми ова наша визија, наша идеја, наша програма. Ние неуморно веруваме дека Македонија има силен капацитет, добра географска поставеност, одлични ресурси за да нашиот граѓанин живее подобро. Затоа нудиме сериозен концепт во кој што искрено веруваме. Вечерва ја почнуваме овде дебатата во Куманово, подготвени со една понуда која што се состои од преку 300 наши мерки, решенија, концепции кои што сакаме да ги понудиме. Ке поминеме вкупно 72 општини во државата, поделени во 3 групи, во 4 групи, со повеќе од 25 луѓе. Луѓе кои што учествуваа во изработката на овој концепт. Но со ова наша посета сакаме да допреме и во руралните средини, и во градските средини. Секаде има своја специфика. Сакаме да бидеме присутни од мене на чело, со подршка до последниот социјалдемократ, вклучувајќи ги и овие нови наши членови кои што пристапуваат во партијата. Ке се обидеме колку што може поразлично, поавтентично за секоја средина да понудиме дел од овие мерки. Само да се набројат 300 мерки, нема време доволно. И јас вечерва ќе се обидам, барем за Куманово автентично да понудам дел од мерките од економијата, дел од мерките од социјалната заштита, дел од мерките од земјоделието, од демократијата. И тоа ќе биде сосема доволно, за да можеме секако, доколку има и дебата и интерес, да давате сугестии. Но ќе се обидам со неколку мерки да доволам. Како ние тоа сакаме да направиме целокупна редистрибуција на националното богатство и доход. Како сакаме ова што се правело неуспешно 22 години во Република Македонија, а овие еве 8 година поред комплетно го урниса, дека можеме да го нормализираме, да го свртиме од главнички наопачки и да покажеме дека со еден поинаков концепт можеме да покажеме добра иднина за сегашните и идните генерации. Дел од овие наши мерки слушнавте, дел ќе ги презентираме се до некаде 15 декември, каде што конечно ќе излеземе после сите дебати и дискусии со граѓаните со конечниот концепт. При овие наши презентации сакаме да научиме нешто од граѓаните. И има многу што да научиме. Има луѓе практичари, има луѓе кои што имаат своји визии, своји сугестии. Но пред да кажам дека сме спремни и да повлечиме некои наши мерки за кои што сакаме отворено да дебатираме, сакам да се заблагодарам на сите оние кои што испратија мејлови, кои што на веб страната на СДСМ пуштија своји идеи, каде што, верувајте,
дадоа силен придонес да денеска да излеземе со стартна визија, подготвени да дебатираме со сите во Македонија. Ја слушнавте мерката враќање 15% од данокот на додадена вредност за сите граѓани. Сакавме да отвориме јавна дебата пред се со власта, но со стручната фила, како и со граѓаните. Бевме дочекани на ношот власт. Ние во таа мерка искрено веруваме и знаеме дека е зрело времето за нејзино имплементиране и сме убедени дека ќе даде силен придонес во подигање на вкупниот доход во секое семејство. Власта ја дочека на нож, обидувајќи се да ја омаловажи, користејќи зборови кои што не приличат на еден премиер или подпредседател на влада за економски прашања. Не приличат секако на обичен граѓанин кој што нема од економија. Само ќе ве прашам сите. Плаќаме секојдневно сметки, каде и да мрднеме? Дали се тоа сметките за струја, за вода, за телефон? Кога ќе излеземе во дуќан, имаме фискални сметки. Да купиме храна. Кога сакаме дома да реновираме, добиваме сметка. Кога ќе излеземе во кафиче, пиеме кафе, сок, пиво, ни дават сметка. Кога ќе сакаме на детето да му купиме книги и прибор за училиште, имаме фискална сметка. Кога сакаме да купиме стан за детето, има фискална сметка. Со издвоен данок на додадена вредност. Кога сакаме, не знам, да купиме дома опрема, шпорет, фрижидер, било што, има фискална сметка. Со ДДВ. Кога трошите 10.000 денари за да купите намирници за дома, доле имате 1.800 денари ДДВ. 15% од тој 1.800 денари се 270 денари. Тие 270 денари ги враќа секој потрошувач или секој граѓанин. Во просек тоа значат од 20 до 30.000 денари за секое семејство. Тоа се вкупно 130 милиони евра годишно пари вратени назад кон граѓаните. Точно понесени од нашата кауза, дека во ова време мора да ги знајдеме сите начини да парите ги вратиме назад кон граѓаните и кон фирмите. 130 милиони евра се огромни пари, а 20 до 30.000 денари се доволно колку за зимата за огрев, за годишен просечен одмор, и тоа се квалитетни средства. Ке го подигнат доходот. Тоа само една мерка од 300 мерки. Кога секој граѓанин сака да си врати пари, тој ќе бара фискална сметка. Значи нема да купува повеќе на црно. Ако не му дадат фискална сметка, ќе купи од дуќаните кај што му дадат фискална сметка. Од овде ќе ги врати парите. Тоа значи нема веќе харање на инспекции, затварање на дуќани. Сами граѓаните се контролори. Секој оној кој што сака да продава на црно, ќе мора да заврши. Ќе мора да продава целосно, со документи, со фактура, со фискални сметки. Во законот на економијата, крајниот потрошувач или продавач пред него има трговец на мало, трговец на големо и производител. Кога овој мора да даде фискална сметка, во целиот овој синџир сите мора да дават документација. Комплетно. Тоа значи и производителот не може да издаде производ, да го продаде без документ. Тоа значи не може да влезат црни пари повеќе и кај производителот, и кај трговецот на големо, и кај трговецот на мало. Ако нема црни пари, нема веќе давање плата на црно. Ќе мора да ги приемат сите работници, а мора да работат работници во фабриките. Тогаш ќе имат и здравствено, и пензиско, и ќе се плати персонален данок за нив. Значи, целосно ја отстранува сивата економија. Има мултиплицирачки ефекти во општеството и ќе помогне многу во ова време, не време, на целокупна сиромаштија. Кога државата е презадолжена, кога фирмите се клекнати на колена, а кога секоја фамилија, секое семејство не знае каде да се сврти од се поголеми и поголеми долгови. Нудиме правичен персонален данок. Што значи тоа? До сега секој граѓанин плаќа 10% персонален данок. Без разлика дали има плата 100.000 денари или 10.000 денари. И тоа за нас не е фер.
Не е фер. 10% плаќа и тој 100.000 денари, и тој 110.000 денари. Мислиме дека општеството ќе биде праведно ако плаќа секој согласно приходот кој што го остварува. Така да наместо 10% за повеќе од 80% од граѓаните нудиме данок од 9%. Но за сите оние кои што земат плата над 1000 евра месечно, за износот над 1000 евра ќе платат 18%. Значи, ако зима 1000 евра, плаќа 9%. Но ако зима 1200 евра, на 200 евра плаќа 18%. Во нашето општество има, почитувани пријатели, луѓе од тие токму елити кои што зимат месечно и по 20 и по 30.000 евра плата. Не е фер да плати и тој 10% и текстилниот работник 10%. Со таа разлика од данок можеме да ги отстраниме децата што просат на улица. Можеме ги да изгрижиме тие наши сограѓани што спијат под мостови. Можеме да ги отстраниме и дечињата што ги гледаме на семафорите се повеќе и повеќе. Тогаш имаме праведно општество. Во делот на повратокот на ДДО, ако досега државата собира 45 милиарди денари, данок кој што го плаќа крајниот потрошувач, 45 милиарди денари, а државата официјално вели 30% се крие тој данок. Постои даночна евазија. Само со 2/3, ако се избегне тоа криење на данок, во државата ќе влезат 55 милиарди денари. 8 милиарди ги враќаме кон граѓаните. Тие се 130 милиони евра. 2 милиарди остануваат повеќе плюс во буџетот од досега што има, со кој што пак можеме да помогнеме на најсиромашните и да го дигнеме дигнитетот на нивниот живот. Нудиме правичен данок и на имот. Денеска сите плаќат по исти стапки данок на имот. Секако постои 50% олеснување за објектот, имотот во кој што живееме. Ние мислиме дека тоа не е фер. Има граѓани кои што имат по 4 стана, 2 куќи и 3 вили. Има граѓани кои што имат 2 собички. И тие плаќат иста стапка на данок. Така да предлагаме за едниот стан или едната куќа да се плаќа данок од 0,5%. За вториот и третиот да се плаќа дупла данок, 0,1%. За четвртиот и повеќе станови или куќи да се плаќа 0,3%. Тоа е фер општество. Затоа што некој која имал да купи 4 стана или 3 куќи, тој може да плати повеќе и да направи фер општество за сите. Вашата општина Куманово, мојата општина Струмица, мака мачат како да помогнат во образованието, во спортот, па дури и во науката, во многу дејности, во културата. Секаде каде што ќе прошетаме во демократските земји сме гледале многу различни примери. Еден од подобрите примери е словенскиот модел. И одлучивме да понудиме една мерка која што многу ќе помогне, а таму дава одлични резултати. Земја многу слична како нашата, со и квадратура вкупна близко како нашата, со вкупен број на жители близко како Македонија и слично. И таа мерка која ја примениле дала одличен резултат. Таа мерката каде што секоја фирма на крајот на годината има обврска да плати данок на добивка. Ако една фирма на крајот на завршната сметка има обврска да плати 100.000 евра данок на добивка, ние вградуваме можност да во иднина, доколку победи Социјалдемократскиот сојуз, 70.000 евра обврската останува да ги плати од 100.000 евра. Ама 30.000 евра може да избере да ги плати повторно на државата или да ги пушти во кошаркарскиот клуб во Куманово, да го помогне фудбалот, да финансира културна манифестација, да го помогне директно образование, науката. Однапред опција.
добиена, каде што директно ќе помогнеме таму во оние дејности кои што допират до сите нас. Ако јас не сум спортист, моето дете рекреира, оди некаде да спортува. Секој дома сме врзани некако со спорт. И на крајот и да не сме, на театар одиме. Сакаме уметничка галерија да видиме. Иджа не, сите имаме врски со образованието. А науката ни е толку потребна за да ги движи сите други сегменти во општеството. Во Словенија, која донеле оваа одлука, ако во буџетот на државата имало 100 милиони евра приход од данок на добивка, сега 30% кои што одат за помагање придонеле да во иднина во буџетот има 120 милиони евра приход. Зошто? Заради тоа што фирмите добиват маркетинг, давајќи ги парите. Своја репрезентативност, секако и општествена показност. И веќе немаат причина зашто да штелуваат добивката, за да платат помалку данок на добивка. Не го нарушува буџетскиот континуитет, а дава силен придонес кон вакви општествени дејности. Во делот на демократијата сакаме да гарантираме, затоа и написмено напишавме, транспарентност и отчетност на сите владини функционери. Што значи тоа? На минимум еднаш во месец мора да се појават на МТВ на отчет за сработеното во претходниот месец и најава за наредниот месец. Кога ќе дојде буџетот, таму ќе е премиерот, министерот за финансии и неколку служби што им требат во детали дебат. Да знаат граѓаните каде тоа им одат парите. Комплетно. Ако е чесен пристапот, секој може да се сугерира, да повлече и да прифати нешто поважно. Она што ни се случува во собранието, дрскоста изразена од страна на власт, на сите ни смета. Денеска нема нормална дебата. Таму опозицијата колку и да се труди да дебатира, тешко и оди. А ако не дебатира опозицијата, како ќе знаат граѓаните каков закон се носи, што тоа ќе допре до граѓаните, дали има нови давачки или дај Боже олеснувања, дали имат нови обврски, па ако ги испуштат да не дојдат и нови казни. Во собранието ќе отвориме нормална дебата, каде што по секој закон до крај ќе се исцрпува дебатата, за да може суштината, структурата на секој закон граѓаните да ја знаат. Тоа е одлика на секој демократско општество. Не измисливме топла вода. То само треба во нормална демократија да го примениме. Замена на големите казни на фирмите со концептот наречен опомена, па дури потоа казна 50% од сегашната. Целта на сите инспекции во државата е да едуцира, да ги каже аномалиите, за да не се повторат грешките. Кај нас државата проектира буџет од 180 милиони евра и тргнува по цела Македонија. Тргнува за да го наполни буџетот. Од Игруевски и Ставрејски велат вака: ни фалат, имаме такви и такви желби кои што мораме да ги покриеме со сите наши бизниси на купче и сите провизии, ќе го допокриеме со 200 милиони евра кредити. Ама ни фалат уште 150 милиони. Како ќе ги надокнадиме? Казни. За да може балансот во буџетот да биде изедначен. Да беа душмани, окупатори, дојдени од надвор, ки има повеќе душа, отколку оние кои што затварат дуќанче со 200 евра роба и казна од 3250 евра. Тоа и окупатори која имала нашата Македонија, знаела арача да го собере, ама да им остави на луѓето. Да го преживеат животот, да сработат, да можат до година пак да платат. Тоа се случи. Ние нудиме мерка која што се вика опомена, доколку се повтори истата грешка, тогаш ќе има казна од 50%. И со секој 10% ќе расте понатаму казната. Целта е инспекциите да превенираат, а не да бидат диктаторски поставени и да собират харач од цела Македонија. Целосно ќе го ревидираме законот за извршители и намалување на надоместокот на извршителите. Сите знаете што значи тоа. Зарем мислите дека СДСМ кога беше на власт до 2006 година не можеше да воспостави ваков систем, каде што нема бегање? На крајот извршителот ќе тропне по вашата врата.
каде што нема ни застарени сметки веќе, оти не може. Извршителот наоѓа начин како и застарените сметки повторно да ги наплати. Во уставот на државата стои социјална држава. Државата морала да прогледне низ прсти, да дозволи на граничен премир некој да помине кашкавал. Што не знаеа службите? Не живеа семејство таа работа. Не знаеа службите дека има огромна категорија на граѓани кои што не ги плаќаат редовно сметките за струја, за вода и пуштеа нека застарат. Тоа е социјалниот карактер на држава. Сега се ставија пранги од сите страни, нема бегање. Па и каматите на крајот, кога ќе се случат, и извршителската провизија, и добивате 1000 денари долг, 10.000 денари извршно решение. И тоа е своевидна плячка. Не е одлика на фер општество. Сакаме да гарантираме целосна слобода на медиумите, каде што заедно со представниците на медиумите ќе дефинираме концепт кој што секако ќе биде во функција на слобода на говорот. Денеска, ова што го имаме во државата, многу пати е зборувано и јас вечерва овде нема да губам време. За земјоделците, една од најзначајните мерки како новини кои што ја нудиме е укинување на персоналниот данок на доход кој што го плаќаат земјоделците.